Заедно сме со доктор Небојша Вуковиќ, директорот на Средното училиште Лазар Танев, Средното угостителско училиште Лазар Танев. Добро утро, се гледаме втор пат оваа работна седмица. Добро утро до вас, добро утро до колегите ваши во студио, до сите гледачи на македонската телевизија. И јас по кој знае кој пат благодарност до тоа што го следите нашето работење во целост. Значи, денес имаме завршен испит за третиот степен на стручно образование. Денеска може би поубавиот дел од работењето, тогаш за учениците може би е така е. Значи за учениците може би е малку стресно затоа што полагаат денеска завршен испит. Меѓутоа, со оглед на тоа дека го полагаат она што за што се школували и што го сакаат, мислам дека повеќе име во смисол на некоја мала доза на уживање отколку некој голем стрес. Значи денеска полагаат учениците од струките готвачи, сладкари, пекари и имаме интерни испити за 4-годишното образование, односно за техничарските паралелки. Да не ги забораваме келнерите, после ќе ги видиме како послужуваат, значи и тие се дел од завршниот испит. Видовме дел од моментот на полагањето, кога влегувавме во средното училиште, излекуваа прашања децата, ќе кажеме, средношколците, да. Подготвени ли се? Од она што го знаете во овие години додека се кај вас, подготвени ли се за завршниот испит? Како да не, значи училиштето е професионализирано и сериозно многу во правец на остручување на учениците. Нивната пракса се состои, односно нивното школување се состои од 3 дела, теоретски дел, она што го учат сите училишта, практичен дел тука во училиштето и практичен дел во угостителските објекти. Контролата на нивното работење се врши, значи, и во училиштето и во праксата во објектите каде што нашите колеги работат секојдневно со нив. 100% се подготвени. Може да покажеме и да докажеме со тоа што добар дел од учениците веќе се побарани во праксата за вработување, што зборува за еден добар момент, значи дека секој овдека што ќе се запише, после тоа веднаш има можност за аплицирање некаде во угостителските објекти, во рестораните и во хотелите тука кај нас. Да, ќе се надеваме дека до 9 часот и 10 минути до следното вклучување нешто ќе биде подготвено, па ќе можеме да им прикажеме на гледачите на македонската телевизија. Во секој случај ќе се јавиме од кујната, ќе видиме како практично матурантите работат и како полагаат. Каква е соработката со угостителските објекти кај нас? Бидејќи се наоѓаме во еден кризен период на работна сила, мора да се свртиме кон младите кои што треба да бидат столбот на општеството. Имате ли позитивен впечаток и позитивно искуство од соработката со нашите угостителски објекти и субјекти? Долгогодишна е соработката со угостителските објекти. Ние во септември месец минатата година почнавме со упис на ученици за сега, што се случува во јуни месец, односно со една стратегија за запишување. Тогаш ги повикавме колегите од праксата, ги замоливме да размислуваат за училиштето како свој објект во кој што се образуваат кадри за нивните објекти. Значи ние едноставно сме тука извршители кои што создаваат услови и кои што пренесуваат знаење на учениците, кои што они треба да го искористат утре во угостителските објекти. Одлична соработка со угостителските објекти во моментот кога им го предочивме ова на еден од состаноците кои што го имавме во септември и од тогаш наваму веќе работите се тргнати многу во позитивна насока. Не дека ги немаше во минатото, меѓутоа сега има една нова содржина, еден нов дух на соработка во која што ние имаме и поддршка сега од стопанството во целост. Значи сега би можел да зборува можеби долго време затоа што на сите активности во кои што учествувавме годинава, стопанството се покажа како заинтересирано и во целост не поддржа. Добро, изворот на кадри, изворот на школувани и квалификувани кадри е сигурно образованието. Свесни ли се стопанските субјекти, свесно ли е општеството дека ова е една од алките која што и тоа колку се бара и кај нас и надвор, зборувавме за тоа во минатото ваше гостување во македонската телевизија. Еве, ако на пример условно земено високо квалификуваните кадри, искусните кадри се примамени од високите понуди, високите плати што ги добиваат во нашите граници, тогаш барем да се обидеме младите, да ги едуцираме, да ги задржиме тука, да ни помогнат во развојот на стопанството и секако да имаме добра услуга ние граѓаните кои што сме тука. Да, значи баш тоа го зборувавме ние во септември со нив. Да сватат дека всушност ние треба да создадеме заеднички кадар овдека, тој кадар да се задоволи по сите норми и стандарди, не само образовните, туку да се задоволи со практичниот дел во угостителските објекти, а подосни условите што ги нудат угостителските објекти да бидат согласни на севкупното стопанско
стопанство, нели зборуваме за глобално село во кое што условите веќе полека треба да се изедначуваат. Голем број од објектите веќе имаат сенс за тоа што се случува во светот и заради тоа и ги создаваат новите услови за нас, нови онаму што онакви какви што се работат надвор од Македонија. И за наша среќа морам да кажам дека голем дел од нашите луѓе веќе не толку лесно се одлучуваат да заминат надвор, туку остануваат тука затоа што веќе имаме и добри плати. Платите на вистина се веќе приближени до некое европско ниво, да речеме, не целосно, меѓутоа во добар дел. И сега уште останува да се работи на делот на условите за работа. Тука веќе заради недостатокот на работна сила имаме малку проблеми во праксата. Да позборуваме за бројките. Во минатото беше престиж да се биде дел од ова училиште. Тоа е евидентно и сега, бидејќи Македонија има квалитетен угостителски кадар, кој што е баран во меѓународни рамки. Каква е ситуацијата сега? Не знам како би се произнел за ова. Значи, имавме години... Искрено и реално, да. Значи, имавме години кога имавме бројка за 4 до 5 пати поголема од оваа сега во моментов. Заради тоа, ние во повторно ќе речем септември, заедно со вас, почнавме со промовирање на училиштето за да им се каже на учениците во основното образование дека ние сме струка која што е особено интересна. Ние го имаме нивото на дипломатијата, затоа што секојдневно сме со луѓе. Секој човек за нас е дипломат, секој е за нас врвен, без разлика во каков облик да се работи, и децата така се освечуваат. Овде се работи не само на струката, овде се работи и во теоретскиот дел. Се надевам дека во подеснежниот во повторното вклучување кое ќе го имаме, ќе го видиме и нашиот првенец во географија, кој што освои прво место на државно ниво. Тоа ни се случува со години, значи работиме и на оформување на личноста на ученикот, на зголемување на нивото на неговата култура, на општите знаења и познавања, а и струката да ја знае секако, што значи дека има малце различно ниво на културно оспособување во училиштето во однос на другите училишта. Уписите почнуваат на 20-ти, траат 2 дена, има и онлайн аплицирање. Што ќе им посочите, што ќе ги советувате младите кои барем малку се заинтересирани за оваа струка? Вака сега да зборуваме малку поопшто. Значи, струката се е струка. Секој ученик што ќе дојде овде ќе добие едни квалитетни знаења што се однесуваат за угостителството и за туризмот. Меѓутоа, после училиштето, после ово училиште, доколку учениците имаат афинитет и за продолжување на своето образование, може да го продолжат. Многу пати во праксата се создава фама дека после угостителство не може да се оди понатаму, не напротив. Доволни се знаењата што ги стекнуваат учениците тука за да аплицираат на било кој факултет. Ние имаме наши ученици кои што завршиле факултети од различни струки, значи кои што не се сродни на угостителството. Тоа значи дава една општа рамка која што може да искористи секој од учениците, плюс ќе добие занет некој кој што знаете како кажува дека занаетот не може да го остави без леп никогаш, нели? Така. Ви благодариме за ова прво вклучување. Тука полека ќе се одјавиме. Доктор Небојша Вуковиќ, директорот на средното училиште Лазар Танев, во тек е завршниот матурски испит, практичниот дел. Ќе се обидеме во второто јавување да прикажеме што е готово и како учениците работат. Благодариме за сега. Некаде по 9 часот, по 9 часот се слушаме и се гледаме повторно. Почитувани, тоа беше првото вклучување од средното угостителско училиште Лазар Танев. Ете како што слушнавме не само со угостителската струка, туку и со општите познавања во животот, учениците може да се стекнат тука, како што кажа директорот доктор Небојша Вуковиќ, имаат првенец по географија, кој што има прва награда на државно ниво. Професорот по географија работи одлично, веќе 3 години наназад ниже успеси на ова поле. Има и други успеси во училиште, што значи, ете, за оние што ќе се решат, вратите се отворени, уписите се на прагот, така што има доволно места за сите заинтересирани.